Се разбира, се за нив мора да биде прва класа. За вас еден хамбургер месечно у потрошувачка кошничка, опа, веги црешните. Тоа се оние црешни кои што Мицкоски се чудеше како тоа во потрошувачка кошничка имало воопшто црешни во јануари, мислам. Се знае кога се јадат цреши, ама еве, у влада може да јадат цреши и надвор од сезона, на нив е дозволено и тоа вие го плаќате. Банани прва класа. Проблемот е што се 600 кила банани. И мегајле вие плаќате. Ќе ви си спорасипат бе. Какви штетници сте ви. Ананас прва класа. Богато со витамин С, како антиоксиданс го користите поради ефектите од загадувањето на воздух. 600 кила јаболка. Што правите бе човек? Многу јадете. Ама ви гајле ние народ плаќа. Круши прва класа, кајси прва класа. 300 кила круши. По 120 денари кило. Брокули свежи 400 кила. Граф 600 кила. Патлижан 2 тона. Компир тон и пол. Орис рефус прва класа тон и 200. Јас во месец јануари, простете, цигари не пушам, не испив лименка нескафе од 250 грама, не изедов ниту една цреша, не знам како изгледаат праски и кајси, така што ценам дека тука треба да има интервенции, треба да има нешто пообјективно за да можеме врз основа на тие објективни параметри да водиме политика. Вака сега не можеме. Да ве подсетам, аргументот на премиерот лани во јануари беше не дека македонскиот народ е сиромашен, него дека се претерува со потрошувачката кошничка, пошто во потрошувачката кошничка во јануари имало кајси, цреши, цигари и така натаму. И сега он не сакајќи да признае дека народот е сиромашен и е сиромашен затоа што го водат луѓе кои што не си заинтересирани за просперитет у оваа држава, туку за својот личен бенефит, практично сакаше да ја пинува целата работа на многу глупав начин, кажувајќи дека он што е премиер не ги јадел овие работи, па сега обичниот народ. И тоа малце навредливо звучеше и стана едно робусно меме од кое што се правеа робусни рилсови и сега на крај си порача за у јануари да гледа све.